Ми е интервју со Даниел Антовски, директор на Воспитно-поправниот дом во Тетово. Добар ден и ви благодарам за прифаќањето на поканата за овој интервју за МИА. Добар ден, добре дојдовте во нашата институција, на наше големо задоволство што денеска сте тука со нас. Повеќе од една година функционира Воспитно-поправниот дом во Тетово. Почна со функционирање на 3 ноември 2020 година. Станува збор за објект вреден околу 4 милиони евра, колку што успеав да прочитам. Од што се состои овој објект? Можете ли да ни појасните што се е вградено во него, а што може да придонесе за враќање на прав пат на овие деца кои што престојуваат во овој дом? Така, како што и самите кажавте, домот функционира од 3 ноември 2020 година и ги исполнува сите европски стандарди за една ваква институција до овој тип за оваа категорија на деца. Значи, Воспитно-поправниот дом во село Волковија располага со 3 објекта: отворено оделение, полуотворено оделение и затворено оделение. Во моментот функционално е само отвореното оделение, бидејќи станува збор за помала група на деца кои што се исполнуваат условите за да бидат во отворената група. И се надевам дека и така ќе остане во иднина, дека воопшто нема другите два објекти да ги пуштиме во употреба. Потоа во нашата институција функционира еден стручен тим состоен од педагог, психолог, социјален работник. Потоа имаме здравствена заштита на децата, односно преку здравствен дом Тетово, Центарот за јавно здравје, има вработено медицинска сестра, која што тука работи од понеделник до петок. Исто така имаме договор со клинички центар Тетово, каде што децата си имаат свој матичен психијатар, кој што редовно ги следи нивните ментални случувања, менталниот склоп на децата. Потоа има во секој четврток доаѓаат општи лекари од здравствен дом Тетово и стоматолози исто така од здравствен дом Тетово, каде што ги извршуваат оние општи медицински прегледи. Значи, како што кажавте, функционира само отвореното оделение. Значи, не се изречени мерки за деца кои што би биле во полузатворено или затворено оделение. Ке може ли да ми кажете како прво колкав капацитет има овој дом и во моментов колку штетеници престојуваат тука? Така, капацитетот во ВП дом е 110 легла. Во моментот имаме 21 дете, 20 се на лице место тука, едно дете на болничко лекување во психијатриска болница Скопје. Кусо време работи овој дом? Знаеме дека овој дом всушност е на некој начин реновирање на нешто што се случи во 2001 година, кога изгоре домот во Тетово. Децата ни сите тие години се наоставани за различни институции кои што повеќе имаат затворски капацитет, отколку капацитет за спроведување на оваа воспитно-поправна мерка. Значи, што сега е поинаку за децата, бидејќи 20 години не е мал период за една сериозна состојба како малолетничка деликвенција, за конкретни личности што се вклучени во неа, за да не можат да добијат можност за правилни услови за ресоциализација и спроведување на оваа мерка. Што сега е поинаку? Така, како што и самите кажавте, после 2001 година, како домот во Тетово беше запален, по 20 години талкање низ затворите низ нашата држава, децата конечно го добија ова категорија на деца го добија она што го заслужуваат, воспитно-поправен дом, што ги задоволува сите потреби на овие деца, вклучувајќи здравство, образование, групни работи, сали, теретана, спортски игралишта за рекреација и значи самите услови прават за нивната ресоциализација да биде уште поуспешна, затоа што ова е воспитно-поправен дом, каде што се упатуваат децата да издржување на заводска мерка, упатување во воспитно-поправен дом, за разлика од затворскиот систем кој што подолго функционира. Сепак затвор е затвор, а ова е дом. И ние се трудиме да има една домашна атмосфера, да не се чувствуваат децата дека се во затворена институција и целта ја реализираме и со право можам да си кажам, благодарение на стручните работници во нашата институција кои што има долгогодишно искуство, како директор сум задоволен од процесот на ресоциализација што се нуди на овие деца во нашата институција. Да појасниме за јавноста, значи согласно Законот за правда на деца, има различни мерки кои што се изрекуваат за различни категории на деца од различна возраст.
Оваа мерка, значи упатување во воспитно поправен дом, ќе можете ли да ни појасните на која категорија деца се изрекува, од која до која возраст и колкаво е време трењето што оваа мерка може да се изрече за одредени кривични или одредени дела што ги извршиле овие деца? Така, значи согласно кривичниот законник, најчесто децата се тука за член 236 и 238 од кривичниот законник. Казната, односно мерката, е од 1 до 5 години, значи најмалку 1 година, а највише 5 години се во нашата институција и тоа од возраст од 14 до 23 години и се зависи од процесот, односно детето како се успева, односно како успева да ја совлада нашата програма. Значи имаме програми индивидуални за секое дете тука и согласно како се реализира програмата, колку сме успеале заедно со детето да ја реализираме таа програма, зависи и мерката колку ќе му трае на детето. Ние праќаме редовно извештај до судиите, до центрите за социјална работа, во координација сме со нивните адвокати и суди и се зема еден заеднички став дека сметаме детето може да му се укине мерката. Најмалку е 18 месеци, бидејќи според нашиот куќен ред и нашите правила за работа, тука децата се на стручно остручување, каде што по активно следење на тоа остручување од 18 месеци, децата се стекнуваат со сертификат за одреден занаед. Во моментов имаме 4 занаети кои што ги изучуваат децата. Тоа се ѕидаромолер, куња, водоинсталатер и економија. Оние деца кои што имаат образование ги изучуваат котларскиот занает, кулинарството и водоинсталатер, оние деца кои што немаат основно образование го изучуваат економија, бидејќи имаме тука и земјоделска површина каде што одгледуваме некој зеленчук, градинарски растенија, некои кои што подоцна ќе ги видите. Велите деца од 14 до 23 години. Каква е состојбата во моментот со старосната група, значи кој преовладува? Во моментов најмалото дете ни е на 15 годишна возраст, а највозрастното е на 21 годишна возраст. И велите дека може мерката, ако е например максималната 5 години, да се скрати. Да. Доколку детето исполнува одредени критериуми, солидно ја поминува програмата за ресоциализација. Да. Дали судиите за деца ги посетуваат децата тука во домот? Па имаме одредени суди кои што често доаѓаат или сме во контакт на телефонски контакт или доаѓаат на лице место. Дали проценката ја правите вие врз основа на вашите извештаи за скратување на казната или тоа е во договори со работка со судиите за деца? Значи, ние праќаме најпрво 6 месечен извештај до нив. Ние сме тие кои што кажуваме како се одвива процесот на ресоциализација. Нашето мислење го даваме до судијата, што не значи дека може да биде прифатено од страна на судијата или на јавниот обвинител нашиот предлог може да не биде прифатен, да не му се укине мерката ако така смета јавниот обвинител и судијата. Но или пак може да биде обратно, да ние не се согласуваме со укинување на мерката ако сметаме дека детето. И што во таков случај, кој ја донесува конечната улога? Судијата, секако на крај судијата донесува. Значи децата си имаат и своји приватни адвокати кои што бараат од нас да им се укине мерката, но ние да го сметаме дека не е тоа можно, односно не е реализирано оно што е предвидено во неговата индивидуална програма, се зема значи во предвид нашето мислење. Судијата го зема предвид. Значи еден процес во кој што се вклучени сите. Сите. Кажете ми колкава е најкусата, претпоставувам 1 година, мерка во моментот, и дали имате мерка изречена 5 годишна, со 5 годишно време траење? И можете да ми поврзете за какви дела станува збор, значи најчесто какви дела извршиле децата кои што ја добиле оваа мерка упатување во воспитно поправен дом? Така, значи како што кажав и пред малку, член 236 и 200. Може да ми ги појасните? Може, членот 236 од кривичниот законник е за тешки кражби. Потоа имаме член 123 убиство или обид за убиство.
Колку такви случаи имате, повеќе или? Па не, најчесто како што кажав се за членот 236 и 237, а 123 обид за убиство во моментов имаме само 3 деца кои што имаат направено таков обид. На колкава возраст се тие деца? Едното е 15 годишна возраст, другите две се 17 и 18 во моментов. Имаме обид за силување или член 186 од кривичниот законник. Имаме едно дете на 19 годишна возраст. Тоа најчесто превладува членот 236. Значи, генерално, најчесто превладува тешките кражби. Тешките кражби, да. Сигурно имате увид во историјата на животот на тие деца. Да. Не можеме да генерализираме, но ете една општа слика да дадеме. Дали тие деца најчесто потекнуваат од домови за деца без родители, каде што престојуваат или поради тоа што немаат родители, или поради тоа што немаат семејства кои што можат да се грижат за нив, или потекнуваат од семејства кои што се дисфункционални, склони кон криминалитет, кои што вршат во наводници одреден семеен бизнис како кражби, па сето тоа го пренесуваат на детето. Каква ви е општата слика за состојбата со овие деца тука кај вас? Така, значи децата најчесто потекнуваат, ни доаѓаат од семејства. За жал, претежно дисфункционални семејства. Мала е бројката на домските деца. Во моментов имаме само 3 деца од таа категорија. Но и тие деца што се од дојдени од домот, сепак секако си имаат надвори семејство, но претходно имале таква мерка да бидат во дом, претежно се дисфункционални семејства. Дали детето има можност да биде посетено тука од своето семејство? Така, да, може да биде посетено од своето најтесниот круг на семејството, родители, брат, сестра или секако... Имате одредени денови на посета кога може? Посетите не се ограничени, тие најчесто се прават во договор со матичниот воспитувач на детето, но секако кога сакаат родителите можат слободно да си дојдат. Децата секако користат и погодности според законот. Дали смеат да излезат од домот? Да, смеат. Значи после Дали тоа е поврзано со во кој од тие 3 оделенија во моментов функционира само отвореното, значи да кажам поблагите мерки се во функција. Како што кажете, бидејќи децата во моментов сите се во отворената група и ги користат сите мерки што им следуваат по законот, а тоа се излегување во градот 7 часа, викенд и годишен одмор од 20 дена, кој што го користат на 2 дела, зимски одмор и летен одмор, со по 10 дена, а првото излегување, првиот викенд на детето му следува после 4 месеци престој во нашата институција. Но тоа не значи дека мора да се реализира тој викенд или таа погодност од 7 часа, доколку воспитувачите матични сметаат дека детето е спремно да излезе на викенд, дека нема да се врати на тоа што го правил, му ја даваме таа погодност. Но ако ми мислиме дека во моментот детето е ризик да го пуштиме во општеството, од повеќе фактори ризик, дали друштвото, дали семејството, односно родителите не се во добра здравствена состојба или имаат ситија некои криминали, мислиме дека лоша услуга ќе му направиме ако го пуштиме овој викенд да оди дома, да го одложуваме тоа и најчесто така излагаме во сусрет на децата, ги пуштаме со матичниот воспитувач, бидејќи тие се тука и татковци и мајки на тие деца, и ги оставаме тука, па со нив се разговара, но сите претежно во моментов сите ги користат оние погодности и привилегии што им следуваат на децата согласно законот. Дали оваа година и неколку месеци колку што функционира домот, имале случај дете да не ви се врати од ваков, да кажам, отпуст, одмор или викенд? Да, еве како што функционира домов од 3 ноември, имаме само еден случај, дете беше пуштено на викенд, побегнало од дома. За колкаво дете станува збор? За 17 годишна возраст. Со девојката се побегнало во некое соседно село, но за кратко време од 2-3 дена беше пронајдено и повторно вратено тука и сега е тука и се кае за тоа што го направил, бидејќи после тоа секако следува забрана на користење на тие погодности. Појаснете ни како децата се примаат тука, значи од кога ќе биде изречена таа мерка. Имате приемно оделение. Како функционира тоа приемно оделение и колку време остануваат децата во тоа оделение? Така, откако ќе биде изречена мерката упатување во воспитно поправен дом,
Значи, со пристигнување на правосилното решение и упатниот акт, ние ги примаме децата како нови во нашата институција, со тоа што најпрво децата ги сместуваме во приемното одделение, каде што работат стручниот тим составен од 3 члена на педагог, психолог и социјален работник, каде што детето престојува од 15 до 30 дена тука со нив, го анализираат, го тестираат, користат разни методи и педагошки, и психолошки, и социјални, за да ја видиме неговата структура. Секако ние добиваме и извештај за неговото минато, неговата историја, и потоа ние тоа го утврдуваме на лице место, гледаме детето, значи најпрво од каде потекнува, дали од семејство, родители дали има, нема, дали доаѓа од дом, образование, дали е писмено, неписмено, и гледаме целата индивидуа на детето, и како и надворешно, така и внатрешно, преку разни методи, и потоа од тие 15 до 30 дена, сега нормално и поради корона ситуацијата во нашата држава, ги изолираме, значи, до 30 дена, и некој може за 15 дена да биде детето веднаш сместено во некоја од групите, а ги имаме 2 групи, а тоа определува стручниот тим. Во која група ќе биде, значи се гледа возраста на детето. За какви групи станува збор, појаснете? Да, значи имаме 2 групи, поделено со по 2 матични воспитувачи. Значи групите се прави еден баланс на националноста, возраста, не сме да се меша, да бидат заедно во соба полнолетен со малолетен. Се гледаме членовите за делото кој што се, ако стручниот тим смета дека детето според некој член не сме да биде во иста просторија со дете од друг член, значи тоа се го определува стручниот тим. Значи според делата што ги извршил. И делата, тежината на делата. Да, и делата, и возраста, и националноста, значи во 2 групи гледаме да бидат избалансирани, хомогени групите за работа на матичните воспитувачи. Значи можеле да кажеме има потешка и полесна група. На некој начин. Не би рекол дека полесна или малолетна и полнолетна група. Не, значи во 2 групи имаме и малолетни и полнолетни. Значи во 2 групи имаме и малолетни и полнолетни. Добро. Само што секако еден воспитувач треба да работи најмалку со 5 деца. Тоа ви е стандардот. Да, така е според закон. Сега имаме не 20 воспитувачи кои што работат со 10 деца, а тие 10 деца секако што кажав од сите овие агли измешани, и 20 воспитачи на втората група кои што работат со уште 10 деца. Значи да може да се обрне повеќе внимание, не може на еден воспитувач да доделиме. Колку воспитувачи имате во моментов вработени? Така, во моментов имаме 11 воспитувачи. И која е нивната улога? Значи, што се прават воспитувачите со децата? Нивната улога е најголема и највредна во нашата институција. Секако ние тука сме како еден ланец поврзани, сите имаме една единствена цел, успешна ресоциализација на овие деца, вклучувајќи тука и затворската полиција и воспитувачите, секако и јас како директор тука со нив. Воспитувачите се носители на сите активности кои што ги извршуваат или треба да ги извршуваат децата. Тие се нивното се тука, да речам. И татко, и мајка, и воспитувач, и учител, све се воспитувачите. Секој воспитувач си има план за работа со тие деца, индивидуален план за работа со тие деца, си има програми со кои што работаат со тие деца, како што е ТОПС програмата, каде што кажав, мислам дека во почетокот, одредени денови во неделата се реализираат тие работилници, кои што ќе ги видите. Се тоа е за ресоциализација, за пазар на трудот, потоа ги спремаме за напред кога ќе излезат. Вклучени сме во многу проекти кои што ние сметаме дека на децата можат да им помогнат за кога ќе излезат тука, полесно да се снајдат во општеството, полесно да дојдат да пристапат до работа. И така. Како изгледа еден ден на еден штитеник во домот? Сигурно имате ред на станување, на легнување, на одредени активности што треба да ги извршуваат? Како што кажав, согласно законот односно куќниот ред на воспитно поправен дом и правилниците кои што ги изготвуваме согласно куќниот ред, децата имаат дневна рутина. Се знае определено време на станување, од 7:30 до 8 часот е станувањето, будењето, од 8 до 8:30 е појадокот, од 9 до 12 часот е остручувањето,
Од 13 до 14 часот е ручекот, од 14 до 16 часот имаат дневен одмор, потоа од 14 до 15 часот имаат групна работа со воспитувачите, потоа имаат слободни активности, физички активности се имаат, и во 22 часот е повечерието, односно децата више Значи тогаш сите мора да се во кревет. Во однос на образованието, нешто веќе ми спомнавте, меѓутоа, значи станува збор за деца од 14 до 23 години. Некои можеби сте се уште во процесот на основно, некои се во средно. Каква е моменталната состојба? Значи колку од овие деца што престојуваат тука имаат завршено барем основно образование? За жал, дали имате деца што немаат основно образование? Да, имаме поголема група на деца. Тоа е 12-13 деца кои што немаат завршено основно образование. Во нашата институција минатата година, 2021 година, имаше во нашата институција образование кое што беше организирано како проект на UNDP, Министерството за образование. Имавте тука внатре во институцијата? Да, во институцијата имаме две училници, каде што децата беа поделени во две групи, согласно тестирање на учители од училиштето Гоце Делчев, кое што е најблиско до нашата институција. Децата беа поделени во две групи и следеа цела година образование и се стекна со уверение за завршено ниво на образование. Но за жал... Значи станува збор за основно и средно образование? Само основно образование во нашата институција, а средното образование имаме 3 деца кои што ги запишавме вонредно да го завршат средното образование надвор од нашата институција, односно во средното економско училиште 8 септември Тетово имаме едно дете и 2 деца имаме во средното училиште Моша Пијаде Тетово. Благодарение на проект кој што го реализиравме во нашата институција, со една невладина организација ИРЗ од Тетово, им беше на децата, им е платено тоа средно образование, значи не е на трошак на децата. Иако ние како институција не сме должни да го реализираме средното образование, но благодарение на таа соработка со тој невладин сектор успеавме да го реализираме и средното образование на оние деца. Дали функционира сега основното образование? Така, во моментов не функционира основното образование, бидејќи... Каде го лоцирате проблемот? Проблемот, Министерството за образование и UNDP го прекинаа договорот за соработка. Јас минатата недела имав средба со министерот за образование, имав средба на која што најдовме, мислам дека заеднички јазик да се реши, да се надмине конечно тој проблем. Или ова законска обврска на државата да обезбеди образование за овие деца, кои што престојуваат тука? Така, да. Со министерот најдовме, како што кажав, најдовме заедничка цел да се реализира тоа образование и мислам дека во март, почетокот на март, ќе започне да се функционира образованието тука како некако проект, туку системски решен проблем. Директно ќе бидеме под Министерство за образование, нема да биде проект на UNDP и Министерството, туку директно ќе биде проект, односно ќе се биде под Министерство за образование. Тоа значи дека тука би се преработиле наставници, наставнички кадар кој што ќе го спроведува тој процес. Можеби во почетокот како што јас имам информација од раководителката на основното образование во Министерството за образование, дека најпрво, колку да не се губи време, најпрво ќе започне повторно со учителите од нашето најблиско село училиштето, да доаѓаат тука, а се работи на тоа да се вработат во нашава институција наставници. Имате ли предвидено со вашата систематизација таков кадар? Нашата систематизација не треба да има предвидено тоа си е под Министерството за образование. Значи они ви го нудат тој кадар. Да. Како и сите училишта основни држава, така на тој принцип ќе функционира образованието и во нашата институција. Во ред е сега, значи овој период кога децава немаат образование, значи ќе мора некако да се надокнади тој процес. И средното е задолжително, значи сега говоревме за основно, дали има некакви планови да се воведе и средно образование во воспитно-поправниот дом? Значи средно образование не може да се воведе во воспитно-поправен дом,
затоа што имаме, значи, колку средно образование, колку, значи, не можеме да ги насочиме децата во едно средно образование, значи, желбата на децата каде сакаат да посетуваат настава во кое средно, ние не можеме да ги ограничиме дека, како што е основно во основното, се знае, основно е основно, ама средно, децата си има желба по економско, по медицина, и тоа е задолжително за децата, но не е задолжително за воспитно поправен дом, дека мора ние сме должни за основното, за средното, значи трошак кој што е, децата си имаат желба да си доземаат, не знам, друго средно некој сака, или 3 години има средно, па сака да си земе уште една година средно, но тоа ми излагаме во сусред колку што можеме благодарение на... Да, станува збор за деца што се тука во институција и сега тие ги имаат тие можности. Мора вие некако да им помогнете во тој процес. Да, како што кажав, со невладината организација и благодарение на неа, значи и на наша соработка со нив, се трудиме да им помогнеме, да им го возможиме тоа на децата. Ние ги носиме на полагање по саботите, ги чекаме, ги земаме, ги враќаме, доколку детето во моментот, во тој викенд е на погодност користење, односно на одмор годишен или на викенд, детето си доаѓа во тетово да се полага, го носи родителот, ние не учествуваме во тоа. Најавувавте дека преговарате со Сдруженијето на млади правници за можност овие деца тука да се запишат на факултет. До каде се тие најави, тој проект, дали до сега имате некој случај на дете запишано на факултет? Така, ние со Сдруженијето на млади правници имавме на една година прекрасна соработка каде што децата посетува онлайн обуки, имаше неколку обуки со физичко присуство на младите правници во нашата институција. И нашите планови беа да се запише едно детенце на правен факултет во Скопје, но договорот на Управата за извршување на санкции и Сдруженијето на млади правници престана. Толку беше една година и сега ние се надеваме дека повторно ќе склучиме договор, односно меморандум за соработка со младите правници да го реализираме она што сакавме да го реализираме. Кога говориме веќе за образованието, тука ни е поврзан и процесот на ресоциализација. Неодамна кажавте дека ги обучувате децата и ми споменавте, мислам, и во теков на разговоров претходно, за излегување на пазарот на трудот. Може малку поконкретно да ми кажете какви можности имаат децата тука во домот, зашто се обучуваат, каков занает, например, учат? Како што кажав и во почетокот, во моментов имаме 4 инструктори за кои што ги изучуваат децата на некој занат. Имаме водоинсталатер, имаме котлар, имаме кувар и економија. До пред 2 недели имавме инструктор молер, кој што сега се пензионира, имавме 5 инструктори. Децата посетуваат инструкторство, односно 2 до 3 часа секој ден од понеделник до петок, одат на занат. Инструкторот ги зема од групата, си ги носи во работилницата или во котларата или во куњата, ќе ги видите подоцна и тие простори, и таму си го изучуваат занаетот. По активно следење на тој занат 18 месеци, ние како институција уплаќаме на детето да полага за изучениот занает во средното стручно училиште Моша Пијаде Тетово, и таму се полага пред комисија и се стекнува со сертификат за изучен занает. Тој сертификат, кој што е државно признат во државата, му помага на детето, например, за полесно да најде работа како водоинсталатор или па како котлар, односно парно грење. Ние тука имаме деца кои што се остручени максимално и самите знаат да го пуштат парното, да го изгаснат, да видат температурата, или пак децата што ми се во куња ангажирани да се остручуваат, знаат сами да припремат доручек или вечера. Сето ќе го видите на лице место, или децата што ни се водоинсталатори, тие се спремни, знаат да променат чешма, некој срево. Па сакав и тоа баш да ве прашам, дали децата се вклучени во процесот, например, на средување на дома, средување на дворот. Се тоа децата, све тоа го прават децата нормално заедно со воспитувачи, со инструктори. Тука беше една голема површина, голем двор кој што беше пуст, а сега се тоа украсено со рачни изработки на децата. Ми споменавте нешто и околу здравствената заштита, но сега малку поконкретно и подетално.
Значи, какви здравствени услуги им се достапни на штитениците? Дали имаат пристап до матичен лекар, до лекови, стоматолог, значи, дали имате вработено тука лица кои што се грижат за здравјето на децата или ги упатувате во некој друг здравствен центар? Пак кажа, како што ви кажав претходно, дека ние Министерството за здравство, односно здравствен дом Тетово е должно за да го организира здравствениот дел во нашата институција. Во нашата институција имаме вработена медицинска сестра, односно Тоа е ваша вработена? Не, медицинската сестра е вработена во здравствен дом Тетово со работно место во воспитно-поправен дом од понеделник до петок. Имаме во здравствен дом Тетово децата си имаат матичен општ лекар, кој што ја препишува и следи терапијата на децата. Има општ лекар кој што од здравствен дом Тетово, кој што секој четврток доаѓа тука да ја види фактичката состојба на децата, да ги прегледа децата и препишува соодветна терапија или ни препишува упат или дава за посета на психијатар или невролог или не знам што има потреба детето. Ни дава упат и ние го носиме кај специјалисти. Имаме, случајно ви кажа во почетокот, договор со клинички центар Тетово, каде што имаат децата, тоа беше еден од поголемите, да речам, проблеми во изминативе години, што на децата им е неопходно да се имаат свој психијатар. Значи тој проблем не е решен, имаат и свој психијатар, имаат стоматолози, имаме стоматолошка ординација во нашата институција, каде што здравствен дом Тетово доаѓаат стоматолозите, ги вршат оние на, да речем, полесни стоматолошки услуги, доколку станува збор за орална хирургија, односно стоматологија, тогаш децата ги носиме во Тетово. А тука е лечењето на зъбите, пломбирањето, така полесни интервенции, а посложените во Тетово. Дали имате штитеници зависници? Не, немаме зависници, но имаме деца кои што, да речам, 70% користеле разни субстанции надвор, но тука кај нас да покажуваат некои знаци на зависност и слично, кризи, тие работи, не, нормално. Значи моментално немате зависници кои што имаат потреба од лекување? Немаме потребна терапија за метадон и такви работи, нема потреба. Општа терапија имаат, основна терапија за децата кои што ја препишува матичниот лекар. Го отворивте домот и почна пандемијата. Може би не веднаш, но по некое време, значи како се соочувате овој изминат период? Значи вие работите во предизвик како што работиме и сите. Имавте ли случаи на ковид? Се заштитивте? Се заштитивме максимално. Немавме допред 2-3 недели немавме ни еден случај на позитивно дете, иако беа тестирани редовно преку здравствен дом, крвни слики редовно правење на децата. Допред 2 недели, како што кажав, ни се појави еден случај на позитивно дете, кој што немаше никакви симптоми, а бевме баш тргнати на пат за Крушево на проект со УНИЦЕФ. И нормално пред тргнувањето мораше да ги тестираме децата да видиме дали може таму 4 дена да бидат. Испадна на брзиот тест дека е позитивен, без никакви симптоми, детето беше изолирано. Целиот период само тоа дете. Успеавате да се справите? Да. Говоревме за ресоциализацијата. Секако, значи, тука во пакетот спаѓаат образованието, занетите на кои што ги подучувате, но потребна и психолошката поддршка, освен психијатарот што може да го посетуваат децата во здравствениот дом во Тетово, односно во клиниката. Со колку психолози располагате? Дали се тие само исклучиво психолози или имате и други функции тука во воспитно, значи во Тетово во домот? Дали тие работат на секојдневна основа со децата? Да. Во моментов имаме 3 психолози во нашата институција. Едниот психолог е ангажиран во стручниот тим, е член од стручниот тим, едниот психолог е и раководител на секторот за ресоциализација и еден психолог имаме во групите распоредено, кои што секако на располагање се тука се за децата што треба. Значи док имаат проблем се обраќаат на тој психологот што е распореден. Да, психологот на разговор и си ги решаваат проблемите со разговори.
Корупцијата е предизвик за секоја казнено поправна установа во земјава, генерално говорам, значи ова не е класично казнено поправна установа, но сепак станува збор за категорија на граѓани кои што се помлади, но сепак тргнале по пат, кој што значи прекршување на закон. Сега знаеме дека мобилни телефони не се дозволени во затворите за возрастни, секако тука нелегални супстанции, плаќање за одредени услуги, меѓутоа тоа се случува во македонските затвори. Сега зборуваме за воспитно, значи поправен дом кој што не е класичен затвор, меѓутоа зборуваме и за деца кои што на некој начин се судриле со законот. Како вие се справувате со корупцијата? Дали воопшто гледате некакви знаци на корупција тука? Значи во нашата Како го спречувате тоа однесување евентуално кај децата, бидејќи можеби имаат склоност кон одредени такви појави? До сега немаме приметено никакви знаци на корупција во нашата институција. Тука нема, кај нас нема. Како што кажавте, ова е воспитно поправен дом. Децата да надвор правеле некои работи што не треба да ги прават, но сега тие најбитно е што се свесни за она што го направиле и свесни се каде се наоѓаат, свесни се која е нивната улога овде, што тие треба да направат за побрзо да излезат од тука, бидејќи сепак се деца и не посегнуваат по никакви недозволени работи. Куќниот ред, правилниците на децата им се достапни пред нив 24 сата. Тие си го знаат куќниот ред на памет. Тие знаат дека за еден прекршок нивни времето им се пролонгира на излегување, бидејќи се деца и се свесни и сакат побрзо да се излезат. А верувајте дека јас сум презадоволен од оваа група на деца во моментов што се имаат почит кон институцијата, почит кон вработените и еве до сега немаме. До сега не сте открили ни еден мобилен телефон? Ни еден, верувајте. И немаат потреба, затоа што воспитувачите имаат мобилни телефони кога сакаат да се јавуваат. Си имаат таблети за видеопозиви. Имаат пристап до интернет? Не, сами не, а во присуство на воспитувач, да. Имаме баш и ќе го видите им направивме едно музичко студио, бидејќи имаме талентирани деца кои што знаат да компонираат песни, текстови. Имаме и неколку песни, мислам дека имаат снимено со нивни текстови за институцијава, за нивниот живот, многу убави песни. Може да ги слушнеме после. Тука во таа просторија имаат и дозволено и интернет, секако во присуство на воспитувач или полицаец, но тие тоа го ценат што го има него злоупотребуваат и затоа ние се трудиме да им кажеме се што им е потребно само за нив да им биде убаво. И ни враќаат све со добро. Колку вработени имате во воспитно поправниот дом во Титово? Во моментов имаме 47 вработени, од кои што се 13 во секторот за ресоциализација, 25 се во секторот за обезбедување. Тоа би дошло затворската полиција. Затворската полиција, 6 лица имаме во администрација и две раководни лица, јас и заменикот директор на институцијата. Тоа е доволно за сегашната бројка на деца? Во моментов е да, доволно ги задоволува потребите бројката. Но доколку го пополните капацитетот, дај Боже да не го пополните. Дај Боже. Че се зголеми потребата и за вработување нормално. Да, значи сега како ќе му дојде имате со сегашниот бројка на значи воспитувачи на 5 деца и 1 воспитувач. Така, да. Што е релативно поволна бројка за да може да се посвети воспитувачот на тие деца. Да. Имаме исто така и модерна и убава библиотека, каде што е задолжен педагогот во институцијава, има деца кои што пројавуваат интерес за читање и се потрудивме преку донации да им обезбедиме потребна соодветна литература кој што самите ја бара и тоа ќе го погледнете после. Е така. Ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и на вас. И сега кога сакате повторно да дојдете да видите како се развива, односно како тече процесот на ресоциализација. Благодарам.